Снежана Миловановска од Скопје ја доби титулата Вешта жена на Македонија за 2019 година на 27-то издание на републичката манифестација за избор на највешта жена, која традиционално се организира во Тетовски лешок. Победничката Снежана подготви маса насловена Есен, со која се избори за најмногу поени кај жири комисијата и гласовите од публиката присутна на настанот. Бев како гостинка на неколку манифестации кои се држуваше и потеки од моите пријателки, они ме поддржаа да се надпреварувам, моите комшики да ги поздравам и пак решив да учествувам. Што имате подготвено вие за денеска? Мојата е есенска маса. Имам тортата е чоколадна. Главното јадење е селско месо во тиква, пошто икибаната е во лејка, значи баш есен. Ја поише по декорацијата, за готвењето поише сопругот ми помага. За тортите дали, за главното јадење поише он е така. И што знам, едноставно сакам, тоа ме одмара, ме опушта кога украсувам нешто, кога декорирам. Некој едноставно се посветувам на тоа што го правам и се одмарам. Второто место го освои Симона Мицоска од Гостивар, а третото и припадна на Сузана Митановска од Прилеп. Гран-при наградата ја доби Даниела Шлакевска од Битола. 27 години веќе се одржуваат општински и републички надпревар избор на вешта жена на Република Македонија, но оваа година имаме учеснички и од Швајцарија, од оправдани причини не дојде од Србија, меѓутоа ова е резултат на одржани општински надпревари во 20 града во Македонија. Имаме 14 за избор на вешта жена и 6 имаме за избор на вешта жена Гран-при, тоа е по високата категорија. Но самите надпревари, самото тоа дружење не е толку енергично колку што се енергични жените. И масата надпреварувачка само е причина да се сподели љубов меѓусебна. Кај нас, во вешта жена, нема подценување на ниедна од госпогите, нема повреда на суетата на личноста и затоа многу пати прашуваат кој е рецептот за обстојување толку, баш тоа е рецептот. Секогаш почитувај го другиот за да те испочитува и тој тебе. Почитувај ги различностите не само во возраст и во политички обидувања, во верски обидувања, тогаш резултатот ќе биде она што ние со години го гаиме измеѓу себе. Жената мора да остане столбот на семејството, иако многу пати се ставаат во една незавидна ситуација. Ние сме тука да ги поддржиме, да им дадеме дополнителна енергија, дека има лошо, полошо, најлошо, но најдоброто е да го преживееш сето тоа во една пријатна атмосфера, иако се работи за многу негативни работи. Ние денеска, со присуство на 400 гости ширум Македонија и со учество на овие надпреварувачки, докажавме дека енергијата меѓусебно поделена како позитивна е резултат на едно и понатамошно дружење и понатамошна желба за дружење, затоа што ние на 26 мај веќе се подготвуваме за етно вешта жена во Неготино, каде што очекуваме околу 2000 гости што ќе дојдат да присуствуваат. За здравје се дели храна на сите присутни, а вештите жени од овие 20 града подготвуваат храна со собствени средства за здравје. Средствата собрани ќе бидат за црквата Свети Ѓоргија, во која што треба да се стават плочки. Веќе знаеме и наменски за што ќе бидат. И од 15 до 22 јуни сите овие вешти жени како надпреварувачки од овие градови патуваат во Кушадаси. Тоа е резултат на едно нивно запознавање, затоа што сепак времето од сите тие градови тие не се ни познаваат, некои се познаваат, но останува дека младите го прифаќаат ова, тоа ни е посебно драго. Ниту една манифестација вешта жена не поминува без музика и добра забава.